105.2 O2 Кислород во етерот. Радио Бубамара. На сцената ќе поканам уште еден шармер кој што тоа го прави не сакајки. Тој е актер со кој што често ја делиме сцената на Македонскиот народен театар. Тој е актер кој што е балкански познат. Неговите улоги се од слуга до крал. Неговите улоги се од лирски, епски херој до неодолив комичар. Сега верувам дека тој тука сега и ја слуша оваа најава и веќе му е непријатно, затоа што е многу скромен по природа и не сака никакви помпезности и секаква најава е премалку за неговата актерска величина на која што се огледуваат и актерите и публиката. Драги мои, Никола Ристановски го поканувам на сцена да ги додели следните награди. Добро вечер. Како што каже Сашко, ќе се одлучам за она што ми паѓа на памет. Повикан сум да доделам награда на еден човек кој што мене интимно ми е многу важен, а сметам дека и на некој начин е постулат на она што сме и она што сакаме да бидеме. И благодарам на Бубамара и на Сашко за најавата, се разбира, што возможува чувство дека се уште можеме заедно да се смееме и што ни овозможува чувство дека се уште можеме да бидеме заедно. Тоа е непроценливо. Се разбира, многу е тешко овде да се одлучи човек за жанр, затоа што цело време не шалта целата ситуација од многу смешно до многу тажно на некој начин. Тоа е многу драгоцено, затоа што во основа на сето тоа е нешто многу човечко. Да не должам многу. Од мојата лева страна, како потпора за овој уметник кој што сакам да го најавам вечерва, ќе биде ансамблот на, односно хорот, академскиот хор на Мирче Ацев. А од десната страна ќе го повикам и танец, хорот. Од позади. И како што кажав, човекот кој што на сите нас, не само на мене, веројатно не ги определи раните години, детството, од една страна денес ми е сосема неверојатно што воопшто го познавам, затоа што од друга страна ми изгледа како нешто што не е стварно. А оваа награда ќе му ја доделам, имам голема чест, се разбира и задоволство за албумот и за концертот на годината, кој што се вика Мајчин јазик. Владко Стефановски. Пред се да ги поздравам сите колеги, музичари, продуценти, менаджери со кои сум работел во изминативе 40 и повеќе години. Долг беше патот од игранките во гимназијата Ѓорѓе Димитров до лондонскиот симфониски оркестар. Беше прилично долг
и често пати и напорен и не така лесен. Значи, дозволете прво да се заблагодарам на оние кои веќе не се со мене, на мојата покојна сопруга Гордана и на мојот покоен брат Горан Стефановски. Но, поради тоа што се две награди, едната ќе ја посветам на ќерка ми Ана, која е во Италија, на докторски студии, а едната на син ми Јан, кој по една минута ќе го поканам да се придружи на сцената. Значи, што сакам да кажам? Сакам да се заблагодарам на сите оние кои некогаш биле покрај мене на сцена, во студио, во автобус, во авион, во комби, и би сакал да ви се заблагодарам вам на мандатот кој ми го давате повеќе од 40 години. Со овие стихови. А стиховите се следни. Јас и ти сме браќа стари, таква љубов чини пари. Ти ме чуваш, ти ме сваќаш, ти за кусур не ми фаќаш. Фала ви многу, Скопје, Македонија, фала ви многу. А дозволете сега да го поканам мојот джуниор Јан Стефановски да го земе местото зад тапаните. Само малку, ќе вреди, ќе вреди.
И цело време се коментира дека Бубамара многу траела. Оскари ќе крателе 40 минути. Чекај малце, викам. Кој издание е на Оскари? 88. Ние сме 22. Па има време ќе се освестиме. Стрпете се малце. Никој за ништо не може да се стрпи во оваа држава. Ние не може да се стрпиме, закон да спроведеме, да не го тргнеме. Што сте се усрале, бе? Абе го качија дизел од 75 денари, се побуни... Јас знам зашто го спуштија одма. У Франција се побунија жолтите елеци и одма го спуштија кај нас. Кога сме веќе кај жолтите елеци, би сакал да ги поздравиме со аплауз нашите волонтери, жолтите мајци, кои што се над 100 и се волонтери кои што вас помогна да се сместите и за сите останати потешкоти за оваа вечер. И за тоа се спушти дизелот, одма го спуштија. И јас знам зашто го спуштија дизелот. Мира да не прави големи трошкови. Да. Немек дека потроши, ама нека биде 50 денари, нема да биде цената толку висока, таман ќе се искомпензира. И за Мира 300 аплицира? Да. Ко бира, тај нема мира. И трошела колата, па троши на Бонава истата кола. У овој момент ја гледам Силве како седи дома. Пали бе на мене, ке се вада. И тој закон го тргна. Добро, ајде се пада. Ајде ќе либерализираме ова што се пуша цигари, нека се пуши тук тама под маса да се пуши ако може. И нека се пие алкохол после 7. Фала Богу. После 7 да се пие алкохол, да не идам да купувам пиво како некој член на терористичка организација после 7. И зашто либерализираа овие што пушат цигари? Па луѓе инвестираа, купи електронски цигари, пушат рутер, пушат цело време, нема везе. Зашто? Чекај малце, ќе водиш здрав живот, нема да пушиш, па пензија не мислиш ти да чекаш, бе. Нека се пуши, нека се пие. Исто и за... Исто и за пазарджиите. Пазарджи, закон за пазарджи за 15 минути го тргна. Зашто? Па не се знае кои се поголеми пазарджи, овие што го донесоа законот или овие пазарджиите. Вика, ајде, не може да се договорим. Не може да се слушате се осра. Се тргна одма законот. Боже сачуве, све се тргна, не ми се верува. Па после нема пари, што ќе правиме ние? Ќе брцаме по контейнери. Се жала демек после мандатот ќе брцат по контейнери. Па што не крадеш, бе? Што се занимаваш со името таму, со НАТО и со... Пичке материне. За тоа ли сум те гласал? Сум те гласал човек да бидеш, бе. За тоа ли те пратила мајка ти у Скопје? Те пратил у Скопје да... Те пратила мајка ти у Скопје да направиш нешто од себе и од народот, добро, народот ќе направиш будала, од себе да направиш нешто. Да се случи утре, со гордост да кажам, кој ќе помине со джипот, странец кој ќе дојде, кој е овој, ќе кажам, ово е парламентарец. Беше на времето парламентарец. А што да го видам у контейнер како брца, кој е овој, не го знаеш. За тоа ли сум те гласал? Срце ми се скина. Бута, у контейнери да брцат утре. Да, у контейнери па ќе помогнеме, ќе праќаме SMS пораки по 100 денари, ќе помагаме, ќе правиме хуманитарни концерти, ќе помогнеме ние, па у контейнери брцат катастрофа. А летоска лапате рипче на Преспанско езеро, таму договор која потпишувате. Супер е на ваква. Лингите не ни стигна, договор се потпиша. Похова на лингја и тоа нарачана. Сите со суви усти, зашто? Па преку вода жедни ве пренесе.
И таму. А договорот требаше летоска, за НАТО и за името, да се потпише у Скопје, што е нели нормално. Зашто не се потпише? Ради комарците. И па како, кога ќе го чита договорот и се потпише у Скопје, лето е, и кога ќе почна сите. Што, нешто да не ви смета? Не, од комарците, од комарците. Па не се прска, бе. Не се прска против комарци. Значи, не се слуша авионот, сите се не се слуша авионот, што прска против комарци. Па што ти фали? Овој ли звук ти фали од сабали у 5 сат? Тоа ли ти фали 5 сабали? Па не смее да ги разбуди, боле ќе станат порано, ќе направат поише глупости. Тој ли звук ти фали? Па се пушта нечуен авион, невиден. Стелт се пушта. Разбираш? Се пушта позајмено е беспилотното летало на америчка амбасада. Можда. Не се прскало против комарци. Не се прскало, него се идело од комарец на комарец муабе да се направи. Да се разговара. Дојде бе, дечко, ти. Што е со тебе проблемот, бе, дечко? Зашто пиеш крв, човече? Па ти си, бре, што ти е, бе, дечко, бе? Па ние сме, па ти си наша крв, бе, дечко, бе. Ние сме иста крв, зашто пиеш, бе, ти? Кој си ти? Од кај дојде, бе, дечко, бе? На комарци, бе, од кај дојде? И колку ве има, бе? Мора се направи попис, бе. Да се знае колку телиња, колку овци и колку комарци има у Македонија. Може се 500.000 комарци, а тендер се прави за 100.000 да се прска. Значи не може да ги сузбие. Па се побунија од Анима Мунди. Не ги убивајте комарците! Не ги убивајте комарците. Па што да им правиме? Кастрирајте ги. Да ги кастрирам. Абе, треба да им ги извадиме забите. Он не ќе мене да ме ебе, сака да ме јаде. Стар вице, па ја па млад да не сум. Па стварно, и то, па тоа не се комарци, бе, што ги хранат, бе, тоа не е кај комарецот да зуи, бе, влагам дома, он легнал на кревет, бе, толкав комар. Вака легнал, се оптегнал толкав комарец. Па ме гледа, ми вика, колку е сад, кај си ти, гладен сум, пичка ти материна. Кај си до сега, бе. Па вадам чаша крв му дам да го оправам, бе. Па бев да дам крв на систематски, не носам крв, комарец носам да им го дадам, еве бе крв. Крвичу ти се напиjem. И да се праша, зашто сите комарци што пијат крв се набутани у Скопје? И сега дома кога ќе дојдат, бе, навечер преку лето, па ја викам гости. Па да не ме пијат само мене, викам што поише гости. И тоа викам добри гости што имаат над 1 милион годишно приходи. Да не ги цицат. Викнав еден другар невработен го изцица, умре, човече. Немаш другар ми го жалив мене. И тоа ми треба. И кога видов, после тоа на страна комарците. Затоа требаше да се направи на Преспанско езеро, повисоко 850, 60, 70 метра надморска висина, поладничко и нема комарци. И кога видов, таму се потпишува договор. А они со едно пенкало цела делегација. И тоа е истото пенкало 91 година. Сите договори тоа ги потпишало, бе. Со едно пенкало, бе, да се плукна, бе. Па земе, па, ма немаат пенкало, па позајмуваат. Дека едно пенкалце да не имаше.
А овие од НАТО го врзале бе како у банка. До тука фаќа, до нивните. Не, за нас нема ни да го одврзат. Вие вика, дека е пенкалцето, дека е пенкалцето. Па после ми текна, викам, чекај бе, договори се подпишува. И тоа пенкало сите ги подпишало на овакво, на Охридско езеро, на Преспанско езеро. Викам, чекај бе, мот. Ова све договори битни се подпишуваат на езеро, бе. Знаеш што е најбитно? Немаме гајле, бе. Имаме уште езера за подпишување, бе. Абе, следниот на Дојран, што сте се исплашили да ме готово го сменја името? Следниот договор на Дојранско езеро. Па кога ги фатиме вештачките, Маврово, Дебар, они странците на езеро немаат појма они од кај знаеме каква е езеро. На река, тендерите на рекички ќе се подпишуваат тука на матка. Ке си ги маткаме овако на базенче, кој има базенче да поземи на базенче некој нов договор. Кој има на хидроцентрала ќе се подпишеме договор исто. Кој има тој ќе биде фикс хецу хец. Тој ќе биде добар договор да си го подпишеме. Ми си викам, мајка. И последниот договор кога ќе немаме веќе езера, ќе го подпишеме на мртво море. Затоа оваа следна песна сакам да ја посветам на тоа пенкало од 91 навака. Јебем ли ти пенкало? Поздравете ги Ребис со аплауз. Веславме на преспакајчиња и се сликавме, месевме и капчиња. Па дојде цехот пак да се подпише, ама лесно е кога имаш пенкалце. Така сите сложно преку вода, шерни не пренесоа. Тур да трепнеш, ете нова машна, пак ни врза. Сме парастори, не сјеба ова пенкало. Пиши, подпиши, воздухов не угуши, па мерка да се немало. Судиите и парламентарците се уште со старите втерчиња, само си добија богами нови пенкала. За домашна напишете по 10 страни, нема правда, нема мир и вежбај пиздати материна. Ке се спасиме само ако се потроши мината од пенкалото, а до тогаш држте се за мандалото. Растури, сите нас не растури, не сјеба ова пенкало. Растури, тотално не растрти, ма јебем ли ти пенкало.
сега, дечките кои нема да ви остават никаков печаток и ке ги заборавите веднаш по завршувањето на оваа манифестација. Тино и Атанас. Добро вечер. Мило ми е што ве гледам вака насмејани, позитивни, убави. Кеф ми и мене што сум дел од овој тим. Излегов сам затоа што сакам да направам специјална најава за човекот со кој работам последниве години. Моето второ јас. Човекот кој има милион таленти. Човекот кој свири, пее, игра. Тој е вистинската звезда на оваа манифестација. Поздравете го, Пепи Ренџов! Годинава ќе го извади албумот Джезилка или веќе е изваден. Веќе е изваден, можете да го најдете на продажните места, најблиску до вас. А сега да го најавам човекот кој е смешен како група кинески туристи во Охрид. Тино Костадиновски. Благодарам за прекрасната најава, благодарам за овој скромен, но за мене многу важен и значаен аплауз. Јас сум Јас сум Тино и се што треба да знаете за мене вечерва е дека изгледам као вомбрачно дете на Тијана Дапчевиќ и Сергеј Варошља. И Тијана не е мајката. Вечерва ја имаме честа да ги доделиме театарските награди и уште некои други. Да почнеме со театарските награди. Кога во Скопје е загадено, тоа е 90% од времето, најчесто одиме на село. А најдобро бегство од реалност од оваа сива загаденост е да се оди во театар на еден месец на село, најпопуларна театарска представа. Го поканувам ансамблот на МНТ. За укажаната чест, ова на нас навистина многу ни значи, а уште поголемо е задоволството кога секогаш оваа представа еден месец на село ја играме секогаш пред 750 луѓе во публика. Да, секоја изведба, да. Оваа награда не е само наша награда на екипата на еден месец на село, оваа награда е награда на колективот на Македонскиот народен театар, на сите оние луѓе кои што се позади сцената, кои што вие не ги гледате, ама ние нивната енергија и тоа како ви ја пренесуваме. Следната изведба е во сабота, карти нема. Ви благодарам. Треба само да се каже дека за оваа представа е најзаслужен Паоло Маджели, големиот светски театарски режисер, и Желјка Удовички, драматургот на представата, и се разбира нашиот Константинов, авторот на музика. За еден месец на село нема карти, но секогаш кога на манифестацијата Буба Мара ќе се добие награда најпопуларна представа, гарантирано следните 3 години нема карти. Еден податок битен, овдека ги немаат битни глумци од представата, а тоа е водителот Сашко Коцев, тој е докторот, и Ракитин Никола Ристановски. Фала ви.
Да, супер, само умената е чист воздухот. Па нов театар, убав театар. Со модули, со прочистувачи. Сега ми е јасно зашто Сашка Димитровска, која ќе се појави на сцената, сите прават дишеле чист воздух. Усвремената е толку чисто, удобно во столчињата и топличко, што луѓето заради тоа задремуваат на представа, изгледа. Убаво топличко, од чистиот воздух. Одиме понатаму со театарските награди. Следна е наградата за најпопуларна актерка за 2018 година. Освен што е извонредна актерка, таа е и борец за човекови права, активист, обштествено одговорна личност и чисти позади сите нас, буквално. Ирена Ристич, најпопуларна актерка за 2018 година. Прво што ми падна во очи е дека ги нема кантите. Каде се? Да ги вратите. И да ги вратите во канти, доста беа фотели и фотељаши. Колеги од МНТ, само да ви кажам дека и странци е распродадена. Во Драмски театар Скопје. Јас си напишав нешто на кратко кое би сакала да го споделам со вас. Би сакала да го искористам овој момент на слава, да му се обратам на нашиот робски и садо мазохистички менталитет кој полека, ама сигурно ни станува судбина. На сите оние кои божемски добронамерно ме советуваат, читај, опоменуваат, да си гледам глумата и рад да си го пијам кафето, имам да им порачам едно. Немам намера да се откажам, зашто ништо нема поблагородно и помагично од тоа, откако ќе си го испиеш кафето и ќе си го платиш со честно заработени пари, откако ќе одиграш одлично и ќе земеш награда како во случајов, остатокот од времето да го посветиш на општото добро, не очекувајки ништо за возврат. Им се заблагодарувам на сите поединци, фирми и организации кои мене и на моите фанатици пара ѓубреџи, можете да ги видите таму назад, Цаци, Весна, Јасмина, Василие, Баки, Азра, Ивана, Биле, Емил, Адријан и Ведат, кои ни се негде по белиот свет, Трајко, Жаки, Никола и Боркица имаме, Кети и Радмила, кои ни овозможуваат ние да одиме во правецот на општото добро. Се заблагодарувам и на останатите здруженија, извинете, многу е важно, движења и иницијативи, кои се борат за истата или слична кауза. Го сакам водно, срце за водно, СОС Охрид, чист Охрид, поинаку Битола, Скопје Смог Аларм, Скопје сака да дише, О2 иницијатива, во одбрана на Дебар Мало, на младиот Горјан Јовановски и неговиот Мој воздух, на единственото министерство кое ни дава поддршка на сите, а тоа е Министерството за безживотна средина и просторно дивење, на сите поединци и групи кои се борат за правата и заштитата на животните, Сарче, Вите, Весна од Моето Мало, Animal Voice од Велес, Дейзи Family Rescue, Палавковците на Емилија, Малата Анастазија од Охрид и уште многу други. Апелирам, наместо да седите пред компјутер, мрчејки зад тастатура, лајкнете ги овие групи на Facebook, најдете време, начин и модус на кој би можеле да им помогнете на сите овие храбри и одважни луѓе. Општото добро е врвниот принцип. Нашата иницијатива е политичка, но не партиска. Направи разлика, не биди ѓубре. Ви благодарам.
Не можете вие да испрљате колку што може да исчисти Ирена, не можете. Кога веќе сите театри си ги изрекламираа представите, да си ја изрекламираме и ние нашата. Чао, пријатно, 10.3.2019 година, театар комедија, има уште некоја карта останато. Одиме со награди. Следната награда е награда за најпопуларна ТВ емисија за минатата година. Обновители, просветители, градители, вистински сатиричари, вчерашни новости. Спратовите борчите, молам, успокои го гласот. Така. Од 1 до 3 спрат пресвети деловни простори, од 3 до 5 благодетни станови за градоначалници, од 5 до 8 монашки хотел со 4 звезди, покриен базен, сауна, спа и джакузи со света вода. А да ја подсетам дека имате 60 кати дека ќе ни заврши емисијата додека вие ги наредите сите. 9 кат градинка со веронаука, од 10 до 20 кат социјален квадрат, 20 до 30 кат катни гробишта со капели катни, 30 до 32 спрат за Макдоналдс е предвиден, на 33 кат тераса за Господ. Борче. Фала ти, момче. Со верба и коса ќе порасне. Ово изгледа од техника. Како вчера да беше, Борче. Прв пат кога дојде кај нас на Клисарот со тоа плаво палтенце. Ти си повеќе од Клисар, да знаеш. Може да почнам попа. Само успокои го гласот, не се навикнате овие луѓе. Така. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на сите што не гледаат, затоа што без вас оваа емисија не би била таа што е, а воедно да искажам посебна благодарност за бескрајната инспирација што ни ја даваат лицата, кажувај ги имињата. Зоран Заев. Зоран Заев. Зоран Заев. Ѓорги Иванов. Ѓорги Иванов. Христијан Мицковски. Христијан Мицковски. Амди Бајрам. Амди Бајрам. Кочо Ангјушев. Кочо Ангјушев. И така натаму. Фала, многу поштуем, многу ве поштуем. Гледајте вчерашни, останете чекор за сите. Блака, блака. А сега, човекот кој го пропатува целиот свет, имал концерти буквално на секој континент. 150 дена има поминато во авион, 150 дена има поминато свирејки и 36 дена има поминато дома. Пред само 3 месеци свиреше во Холивуд. Најпопуларен плех оркестар за 2018, Джамбо Агушеви. Ви благодарам од срце за оваа прекрасна награда. Инаку ова ми е 5-та бумамара поред, но се чувствувам како да ми е прв пат. И ова вечер сум посебен среќен, пошто секоја година во Бумамара гостувам сам. Ова вечер е заедно со мене мојот бенд Джамбо Агушеви. Фала ви од срце. И уште на оваа песна ќе ми треба ваша поддршка. Може? Окей.
Broj 1 Skovsko radio, broj 1 moje radio, broj 1 je Buba Mara. Diši dlaboko, čist vozduh vo eterot. Zemi vozduh na 105,2 FM. Radio Buba Mara.